Како сите граѓани, така и лицата со попреченост се граѓани на локалната заедница и треба да ги имаат истите права, обврски и можности. Како секој граѓанин што оди до некоја институција, да задоволи некоја своја потреба и се качува по скали кои што некој ги направил за него, истата таа институција треба да обезбеди пристап, рампа или лифт за лице кое што има физичка попреченост, за да може тоа лице да пристапи и да ја задоволи својата потреба. Кога станува збор за лица со визуелна попреченост, потребно е да има звучна сигнализација и соодветни патеки. Кога зборуваме за лица кои што имаат оштетен слух или воопшто го немаат, потребно е да има пристап за информации. Јас сум Бојана Младеновска. По професија сум логопед, сертифициран обучувач на Државната изборна комисија и 10 години наназад сум активист и во управниот одбор на Инклузива, Здружение за промоција и развој на инклузивно општество. Сведок на многу поинакви приказни, поинакви судбини и сопственик на една таква. Ова не го споделувам за да се пофалам, туку за да ги охрабрам лицата со попреченост, да не се повлекуваат и да не дозволат попреченоста да ги фрла во сенка. Едно лице со попреченост има попреченост во одреден сегмент, но тоа никако не значи дека нема квалитети, дека е нестручно и дека е неспособно. Напротив, имате лица со попреченост кои што се многу поспособни од тие што седат во фотелите.